Ако пишува 50, а вие возите 80, или, пак, веќе е жолто, а вие давате газ за да поминете побрзо, казната ќе ве стигне и ќе добиете SMS порака со фотографија од прекршокот и платен налог. Ова е начинот на кој ќе функционира системот Safe City. Камери се поставаат, а освен во Скопје, Тетово и Куманово, овој систем ќе се имплементира низ целата држава, најави министерот Тошковски. Врски нема да поминуваат, порачува првиот човек на МВР. Со имплементација на Safe City како проблем, овие проблеми кои што се наталожени во минатото би требало да бидат процесирани во рамки на едно системско поставено решение кое што не би можел да влие тате, бате, вујче или било кој друг. Решение каде што секој кој што ќе се огреши, секој кој што ќе вози со недозволена брзина, секој кој што ќе паркира таму кај што не треба, секој кој што ќе помене на црвено, секој кој што ќе управува нерегистрирано возило ќе биде евидентирано од самиот систем и истиот ќе продуцира соодветна поставка. Сепак, за да функционира комплетно системот, неопходна е брза реакција од судството и неселективна примена на законите. Министерот Тошковски појасни дека постојат сериозни проблеми во судската пракса, каде што понекогаш казните за прекршоци кои доведуваат до загуба на животи се премногу благи и мали. Јас лично, а и врз основа на сите оние анализи кои што ги направивме, гледам огромен проблем во начината судска пракса. Односно, во квалификацијата на одредени действија од страна на самите обвинители и во изрекувањето на санкциите од страна на судовите. Од позиција на министер за внатрешни работи не би требало да навлегувам во коментирање на конкретна судска пресуда, но факт е дека имаме пресуди каде што на крајот дошло до загуба на човечки живот, а кои што и како добро се познати на јавноста, каде одредени луѓе кои што додека биле во затвор сториле таков тип на прекршок и при тоа за тој истиот изречена казна 6 месеци затвор. А во меѓувреме, граѓаните, преку иницијативата, кој е следен, што ги организира протестите по прегазувањето на младата Фросина на пешачки на Партизанска, организираа мирен протест затворајќи ја и Линденска, пред зоолошката градина во главниот град. Побараа да се ограничи брзината на возење по булеварите. Градски улици веќе со 70-90 км на час, мислам, мора да бидат исклучени од секакво друго вкрстување. Значи пешачки премини и секои други движења, велосипедски стази и така натаму. На терен засилени се полициските контроли. Само за 24 часа во главниот град биле санкционирани 570 воздачи, од кои 150 од нив возеле со поголема брзина од дозволената.